продолжуваме на друга тема со друго гостување и се разбира интересен разговор во продолжението на денешното издание понеделничко во утринската на Телма. Така што ќе посакаме добре дојде на Александар Милоевски и Иван Мијалковски, интернационални судии. Како сте? Добре дојдовте. Верувам опуштено, така ни река во студиото. И навистина ми е драго да си помабетиме малку за првиот приручник за кошаркарско судење, значи судење во кошарка, и навистина ќе биде интересен и инспиративен разговорот, посебно и за младите, оние кои што сакаат да бидат суди, но и оние кои што сакаат да се занимаваат со спорт, па и еве генерално со кошарка. Па би почнал прво нели од идејава, веројатно кога сте имале малку повеќе време, некаде прочитав дека тоа беше за време на короната, кога не можеа да се организираат надпревари, кога сите моравме дома да седиме, па наоѓавме нели инспирација за да создадеме нешто. Па идејата потекнува од март месец 2020 година. Веројатно ми остава во сеќавање дека тогаш беа тие најрестриктивни мерки во смисол на движење, ограничување на движење и собирање на и меѓу другото и на спортски надпревари. Таа година, ако добро се сеќавам, беше забрано и нашето првенство, национално првенство во кошарка. Не само кај нас, него и националните првенства и во другите држави, генерално и во светот. Од причина што немавме што да работиме и дојдовме до идеја со Иван, консултирајќи ги колегите од регионов и пошироко, да почнеме и ние нешто интересно, а сепак да биде примамливо во смисол да привлечеме што повеќе наши колеги и луѓе од кошарката кои би можеле да ни помогнат во создавањето на таа една идеја, а тоа е да разминуваме мислења преку веб страница која изготвивме во тоа време. Идејата почна сосема случајно. Ние како кошаркарски судии, тогашно време активен, сега веќе не сум. Трета сезона работам како комесар за надпреварување во Кошаркарската федерација. Дојдовме на идеја да видеоклипови од наше домашно првенство ги постираме на веб страницата која изготвивме и наши колеги и луѓе кои се заинтересирани да дадат своји мислења за тие ситуации. Сосема случајно, ако може така да кажам, одлучивме да избереме некои правила од кошарката кои се, да кажам, различно толкувани дури од нас како кошаркарски суди. Еве пример, дали е лична грешка во напад или во одбрана, дали се 3 секунди, дали се чекори, зашто и ние понекогаш различно ги толкуваме. И во главном такви беа видеоклиповите да луѓето ги натеравме да размислуваат, да даваат своји конструктивни мислења, прво одговори, а после конструктивни мислења во формирањето на генералниот текст кој ние го објавувавме, а согласно кошаркарските правила на ФИБА, на Меѓународната кошаркарска федерација. Колку време беше потребно да се собираат тие податоци? Колку беше тешко тоа да се срочи после? Тоа ми податок како податок е лесно да се собере и да се даде мислење, нели, но тоа треба да се издаде во вид на книга, така? Проектот, односно прирачникот, тргнавме да го работиме за време на короната и се трудевме секоја недела да објавуваме барем по еден текст, пошто да дадеме време на колегите да може да прочитат, пошто имавме и видео примери, да дадат одговори, па ни требаше едно... А и ги рецензираат тие и текстовите, ги читаа, па додава, дофрла, нели? Да биде, да има интеракција, да не биде сувопарно, дека ние тоа го напишавме или наизменичен диалог да има и од која ќе се одберевме се, на крајот сите текстови ги ставивме во прирачникот, по околу 3 месеца ни требаше добра работа. Сериозна работа. Клиповите беа само од наши првенства? Само од наши првенства, затоа и што се разликуваат нашите од овие светските? Не се разликуваат, меѓутоа мислам дека е многу подобро да бидат од нашето првенство, затоа што треба да им покажеме на луѓето дека и ние сме луѓе и дека ние грешиме и тоа е сосема нормално врз база на наши грешки и да се учиме. Во ред е да покажеме, а се случуваше да покажеме некои видеоклипови од другите првенства, меѓутоа нас ни беше акцентот да пуштиме
видеа кои се од нашето домашно првенство. Сега можеби моја сугестија сега слушајќи ве, нели, можеби ви фали малку да биде мултимедијална книгата, можеби следно издание, затоа што рековте дека за сите овие судења, грешки, така натаму, целата содржина која што имате и видеоклипови, така што денеска со QR код се решава многу лесно, па нели да се види визуелно, некако поинтересно, веќе сите сме некако во нова технологија да ни е тоа достапно визуелно, така што верувам дека визуелна ќе имаме следното издание, нели? Да, поведи. Веб страницата која ја изготвивме е апсолутно бесплатна, се уште е во функција. Луѓе ако се заинтересирани може да ја погледнат. Може да кажеме само? Кошаркарски судии Скопје. На wordpress.com, така да може да се приклучат и да видат, има интересни работи што може да се прочита. Самата книга, самиот приречник, половина од него, значи негде околу 100 страни се правила, а останатиот дел, значи 100 страни се текстови од наши еминентни стручњаци од Македонија, се разбира и пошироко, каде што даваат свое мислење, односно нешто што е поврзано со нашата работа. Например, тренерите сакаат да кажат нешто што нив им смета генерално кога ги водат над преварите. Играчите истото имаме, значи, од тренери Емил Рајковиќ, Панчи Милевски, Бобан Митев, Боро Даскаловски. Не би сакал некој друг да пропуштам, меѓутоа се тоа имиња кои нешто значат. Интересно што во прирачникот покрај овие текстови од еминентни наши стручњаци имаме и стручњаци од надвор од Македонијата, некои се наши, од типот на Владко Матевски кој живее и работи сега во Канада, а работи со НБА играчи, значи он ни даде негово свое мислење, нешто што би можело нас како кошаркарски судии да ни помогне на теренот во подобра проценка. Малкумина знае дека ние сме, иако сме судии, дека мора да бидеме многу добро физички подготвени за да што подобро судиме, и од тој аспект имаме фатено текстови, значи луѓето од типот на Бојан Живковиќ, Златко Јанакиевски, кои се наши еминентни стручњаци од оваа област, ни дадоа своји текстови како што подобро да се подготвиме. Дури се вклучи и меѓународен кошаркарски судија со знакот на ФИБА, нормално од Босна, кој е фитнес тренер Мила Чавара. Значи, сакавме да покриеме од сите можни аспекти нашава работа, за да бидеме што поподготвени кога короната, нормално пандемијата, ќе запре и ќе се вратиме повторно на терените. Имаме интересен текст тамо. Малкумина знае дека и ние сме подложени на повреди. Малкумина знае дека тие повреди може да ги превенираме, да ги спречиме. И дадовме интегрален текст од доктор Костадин Митев за евентуални повреди што може да се случат дури кај кошаркарските суди. Тоа се обично на зглобот доле на ногата, коленото, така да и од тој аспект со слики, со веројатно некои работи што треба ние да ги преземеме за да можеме тоа да го превенираме и да го спречиме на терените. Книга која што веројатно сите суди и сите кошаркари и идни кошаркари треба да ја имаат и да ја прочитаат. И веројатно ова ќе го следат како пракса и останатите суди во другите спортови, така ли? Колку новата технологија сега, ја спомнав одма дигиталната технологија, колку таа ви помага во судењето? Многу ни помага. Кога почнував јас да судам, јас сум помлад од така, и се уште судиш, нели? Да, јас сум се уште активен. Во тоа време, например, немаше толку дигитална технологија. Сега имаме, например, секој надпревар во живо го гледаме, може одма после надпреварот добиваме контрола од постарите колеги. Значи, во моментот одма знаеме на што да обрнеме внимание. Во текот на самиот надпревар, кога има сомнителна ситуација, правилата по новите правила ни дозволуваат да може да отидеме да погледаме. Тоа ни олеснува многу работата, го намалува притисокот врз сите нас и по екипите и тренерите ги прифаќаат одлуките
акламативно, значи. Па погледнем. добро, и сега веројатно нема грешка во судењето. И не може. Има грешки. Ама Со се цела таа технологија се следуваат на Некој минимум. на минимум. Да. Оно што ми беше впечатливо е првиот текст или првите страници и сакам тоа да го прокоментираме, нели кај дел од вашите колеги, само да го најдам и да го прочитам, ќе биде интересно и за гледачите. Вели судии кои водат кон тепачка. Ситуации кои водат кон тепачка. Па знаете, кошарката е емотивен спорт. Па и судии кои што не Ние судат. сме како што тие треба. кои треба емоциите да ги сведеме на некој минимум. Толку што повеќе сме емотивни, повеќе потпаѓаме под притисок, односно не би сакале надпревар да се води во некоја насока која не би посакал никој. Значи ние мора да бидеме стабилни, мора да бидеме без тие емоции. Никој не навива за нас, никој не доаѓа да не гледа нас, а мора сепак да бидеме апсолутно присутни и сконцентрирани на теренот за да може да го контролираме надпреварот. Инаку ако сме што се вели под емоции, нешто ни се случило, сме промашиле, па го ставаме во глава, може да ни се случат да промашиме некои работи. Така да не е исто нашата работа со работата на играчите. Играчите на теренот знаат често пати да избувнат, согласно тоа ние ги санкционираме, може да биде тоа помена, може да биде техничка, може да биде исклучувачка. Меѓутоа во секој случај такви ситуации кои водат кон тепачка се случуваат кај нас и ние сме тие кои треба да ги превенираме, односно да ги спречиме. Да. Што побрзо ја исчистиме играта од такви некои контакти кои може да доведат до не дај Боже тепачка. Тепачка при повреди, да. Подобро сме завршиле својата работа. Имаме нова генерација на суди. Младите колку се заинтересирани да бидат суди, нели? Па се потешко. Во мојата генерација ние почнавме 20 колеги бевме во една генерација. Генерација кажуваме сезоната почиња во септември, во секој септември почнуваат да доаѓаат помлади колеги. Ние почнавме 20, како што се разви дигиталната технологија, се помалце нови колеги доаѓаат, меѓутоа ние ги охрабруваме да дојдат, дека е стварно привилегија да бидеш спортиста, да бидеш меѓу успешни луѓе, пошто повеќето од 99% од нашите колеги се факултетски образовани, едуцирани, исто и кошаркарите се доста едуцирани во добар. Ако дојдат да бидат кошаркарски студии, ќе, како сакате, сватете ме, ќе имаат добар напредок во кариерата, во едукацијата, во животот. Ќе имаат од кого да научат. Од кого да научат, имаат добри примери и се надевам дека после оваа емисија ќе се појават многу нови колеги. Па тоа е целта. И на гостувањето, и на промоцијата на овој прирачник, нели? Да, инспирација и поттик. Почнат, имаат добра мотивација, пошто после секој одсуден надпревар добиваат некаков финансиски бенефит. Во моментов може да не е многу голем, меѓутоа е добар подстик слободното време да пробат да го искористат на добар начин. Оно што е интересно, во моментов се случуваат и интересни проекти, кошарка во училиштата, кои што навистина позитивно се прифатени од учениците. И драго ни е што се враќа спортот како таков, нели, па и кошарката во самите училишта. Малку за овој проект, како е предвиден, како ќе се одвива, на кој начин? Пред речиси недела дена, од причина што работам во основното училиште Круме Кепевски, па можам да го кажам затоа што бев директно инволвиран во тој проект, Кошаркарската федерација е вклучена во проектот Незин свет, незини правила, кој е исклучиво само за девојчиња. Го промовираше во нашето училиште со преку 50 девојчиња кои беа под диригентска палка на нашата еминентна кошарка и репрезентативка на Македонија Едина Мус. Идејата е што повеќе девојчиња да вклучиме од тој број, нормално од квантитет, секојаш излегува квалитет, така да се надеваме дека
токму некоја девојче од моето училиште каде што сум вработен, може да ќе биде следен репрезентативец на Македонија. Да се надеваме, така се почнува, така се откриваат талентите и секоја чест и за таа кампања и за се оно што е поврзано со спортот во училиштата. Ви благодарам многу, ве очекуваме некоја следна прилика, веројатно ќе има и второ издание, и трето издание, многу идеи се родија и во самиот разговор, а и ситуации веројатно од секој надпревар има нови кои што треба да се вметнат и додадат, не може се да се опфати, но тука сме, нели? Ви благодариме на поканата. Ви благодариме. Ова е прв приречник ваков фото самостојување на Македонија и се надевам дека нема да биде последен.